за близината која љубовта ја создава помеѓу Исус и верната душа. Кога Исус е кај тебе, се е добро и ништо не ти изгледа тешко. Штом Исус си оди, се е тегобно. Кога Исус не зборува во тебе, не вреди никаква утеха. Но ако Исус рече само еден збор, чудесно се утешуваш. Зарем Марија Магдалена не стана веднаш од местото на кое плачеше кога Марта ѝ рече: Учителот ти дојде и те вика. Блажен е часот кога Исус повикува од солзите во радоста на душата. Колку си сув и нечувствителен без Исус. И колку си леснouмен и суетен ако сакаш нешто друго надвор од Исус. Не значи ли тоа загуба поголема отколку да си го изгубил сиот свет? Што може да ти даде светот без Исус? Да се биде без Исус е жив пекол. Да се биде со Исус е рај полн со милини. Ако Исус со тебе, никаков непријател не може да ти наштети. Кој ќе го најде Исус, нашол големо богатство, богатство над секое богатство. Кој го изгубил Исус, изгубил многу повеќе отколку да го изгубил целиот свет. Да се живее без Исус е врв на сиромаштвото. Да се биде соединет со Исус, значи да се има неисцрпно богатство. Голема вештина е да се умее да се зборува со Христа. И голема мудрост да се знае да се задржи покрај себе. Биди покорен и смирен, и Исус ќе биде со тебе. Биди побожен и тих, и Исус ќе остане покрај тебе. Исус брзо ќе се оддалечи од тебе и ти ќе ја изгубиш неговата милост ако премногу се наклонуваш кон светот. А ако него го оддалечиш и го изгубиш, кој ќе биде твое прибежиште и кој друг пријател ќе го бараш? Без пријател не можеш среќно да живееш. А ако Исус не е за тебе пријател над сите пријатели, не надевај се на друго освен на жалост и пустота. Колку си непаметен ако својата надеж и радост ги ставиш во некој друг. Мора да ти биде подраго целиот свет да е против тебе, отколку да ја заслужиш немилоста Исусова. Меѓу сите други што ти се драги, Исус нека ти биде посебен љубимец. Љуби ги сите други поради Исус, а Исус поради него самиот. Тој единствено треба да биде љубен на посебен начин, со сета љубов, зашто само тој е добар и верен меѓу сите пријатели. Поради него и во него љуби ги своите пријатели и непријатели и моли му се за сите да го запознаат и да го љубат. Не посакувај никогаш посебна фалба и љубов од луѓето. Тоа му припаѓа само на Бога, на кого му нема еднаков. Не посакувај некој да се занимава со тебе во своето срце. И ти самиот не занесувај се со љубов спрема никого, туку Исус нека биде во тебе и во секој добар човек. Биди чист и слободен внатре, без вплеткување со кое било создание. Треба да отфрлиш се и да му принесеш на Бога чисто срце,
ако сакаш да бидеш спокоен и да испиташ и да видиш колку е добар Господ. И навистина, до тоа нема да дојдеш ако неговата милост не те пресретне и не те привлече, за на тој начин, ослободен од се, да се соединиш со него. Зашто, кога Божјата милост ќе го посети човекот, тој тогаш може се, а кога таа ќе го остави, тој е беден и немоќен, оставен само на казнување. Но ни тогаш не смее да стане малодушен или очаен, туку мора мирно да се потчини на Божјата волја и да трпи се што ќе го снајде. Во слава на Исуса Христа, зашто по зимата доаѓа летото, по ноќта денот, а по бурата голема тишина.